Илијада, песна 16. Патроклово одликување. Вака се биеле тие крај добро покривниот кораб. Патрокло тога си седел се крај полководецот Ахил, горешти солзи ронејќи, как оној црноводен извор што од под стрмата карпа ја изфрља темната вода. Кога го догледал Ахил, божескиот брз, му се смилил и му проговорил нему, и крилат ни прозборил зборови. Што рониш, Патрокло, солзи ко лудечко момиче мало, кое зад мајка си трче и кај неа на раце сака, за скут тргајќи ја везден вработите попречувајќи, па ја погледнува неа уплакано за да го земе. На него, Патрокло, личиш ронејќи ги дробните солзи. Дали мирмидонците ти ги обвинуваш или пак мене, или зар некоја вест само ти си ја добил од втија? Но го кажуваат жив уште синот му на Актор Меноити, па и Пелеј, синот на Ајак, е жив в мирмидонската земја, што ќе ги жалевме мошне и двајцата ако се мртви. Или пак плачеш за аргејците ти, што вдека гинат поради својата лудост кај оние кораби вити. Послушај, не кри во умот, та двајцата знаеме ние. Коњиче, Патрокло, ти си му одвратил тешко стенкајќи. Ахиле, сине Пелеев, ти прв среда хајците мажу. Остави гнев, зашто таква хајците жалост ги стигна, што веќе речи си сите што порано најарни биле, сега убиени лежат и ранети в своите бродои. Ранетен и Диомет, јуначкиот синок Тидеев, и Одисеј, и преславниот копјаник цар Агамемнон, погоден е и Еврипил под самото бедро со стрела. Нив ги лекуваат врачи, разновидни билки што знаат, ублажувајќи им рани. Ти, Ахиле, не вртиш глава. Туку да оваков гнев не ме зафати и мене ко тебе ужасен мажу, што друг ќе се ползува од тебе помлад, ако не го одбиеш ти ода хајците грде одгубеш. Немилосрдниче, витез Пелеј, тебе не би ти бил татко, па ниту те ти да мајка, но синот те родило мор или пак стрмите карпи, штом имаш безмилосна душа. Ако ли в срцето свое ти некое пророштво пазиш или ти открила нешто, честитата мајка од Зевса, тога кажи ми го бргу, и другите да мирмидонци ги избавиш, за да им донесам спас на данајците некои. Дај да се оружам јас со твоето оружје тука, за да ме за тебе земат и прекинат тројците војната, да отпочинат малку ахајските аријски синои. Тешко што гинат. Зар добар е и малечок одмор од бојот? Лесно од нашите бродои и чадори, одморни, ние ќе ги отфрлиме в град преморените мажи во бојот. Вака безумниот рекол молејќи го, а не знаел дека за себе тога смрт лоша и судбина црна ќе моли. Но брзоногиот Ахил му одвратил наљутен мошне. О, Зевсово чедо и Патрокло, што ли си рекол? Ниту од некое пророштво јас што го знам би се плашил, ниту честитата мајка ми открила нешто од Зевса. Туку ужасниот јад ми притиска срце и душа што уште еден маж сака јунак на себе си равен да лиши и да му одземе дар, што во својата снага е појак. Тоа е страшниот јад што во срцето силно ме пече. Момата што ми ја мене ахајските избрале синој и што ја стеков со копје, штом тврди од град сум го урнал. Неа од рацете тој ми ја одграбнал цар Агамемнон, синот Атреев, кога сум недостаен населник некој. Но да го ставиме она што станало. Нема јас веќе да се едностојно срдам во срцево, зашто сум рекол дека јас порано гневот не го оставам одошто кога бојот и бучната војна до моите бродои ќе стигнат. Ти пак оружјето моја облечи го на плеќи светло и мирмидонците смели поведи ги напред во борба, ак веќе синиот облак од тројците сосем ги сокрил нашите кораби сега. Кон морските брегови тие назад се повиле в крај, што им останал мал дел од земја, сите аргејци, а градот на тројците сиот се кренал што не ќе го видат тие од мојот шлем челото сега, како што близу се светли. Но браздите брго бегајќи ќе ги исполнеле мртви, та цар Агамемнон ми беше милостив. Тие пак сега крај нашиот табор се бијат, зашто небесне е копје во рацете на Диомеда, синот Тидеев, да одбие тој од данајците пропаст. Нито од синот Атреев не го слушнав гласот да вика од непријателјот мој, туку салмажоморецот Хектор, како им викате рајќи ги тројците, што букотејќи сето го газеле поле на хајците поразносејќи. Туку и пак
одбивајќи ја пропаста, Патрокло, удрај ти од корабите здраво, да не би сужарен огон да не ги спалјат бродоите и попречат да одиме дома. Туку послушеме пак, каков збор ќе ти кладам во умот, за да ми постигнеш ти сега чест и голема слава за преданајците сите, да момата прекрасна тебе пак ти ја предадат назад и дарови светли ти дадат. Кога ќе ги стереш ти од корабите, врати се назад. Ако ти даде и слава прешумниот сопруг на Хера, немој ти без мене сепак да копнееш војна да водиш со ратоборните тројци, да не би ме посрамил мене. Ниту пак да се возгордееш ти во душманската војна, тројанци сам убивајќи да поведеш поход во Или, за да не навлезе некој од вечните бози на Олимп, зашто нив мош не ги љуби тој далекометец Аполон, туку ти, штом ќе ги спасиш корабите, враќај се назад. Нив пак остави ги нека низ бојното поле се бијат. Нека би Господ Аполон и отецот Зевс и Атена дале да ниеден троец не избега сега од смртта, ни од арѓејците некој, да откинеме пак ние двата, за да ги урнеме сами през светлите венци на Троја. Овака еден со друг се изборувале овие овде. Ајант не достојал, пак од стрелите го потиснуваа, зашто лукавиот Зевс и пресмелите тројци го турна изфрлувајќи, а околу челото страшно му дзунел сјајниот шлем од честите устрели, што го удираа преку прекрасните плочки, а левото рамо му капна, здраво држејќи го витиот штит. Та не можеле тие да го избркаат него со стрелите обсипувајќи. Задув едностојно тежок ко држеше него, а потоа сегде од снагата цела му течала. Не можела нито да издише тој, зашто сегде се струпало лошо на лошо. Туку кажете ми, музи, што седите горе на Олимп, како ли првиот оган во хајските кораби паднал? Хектор, идејќи до Ајан с големиот меч свој, го удрил по јасеновото копје, под самиот шилец на крајот и му го прекршил врхот, та Теломоновиот Ајант попусто мафтал со копјето скршено. Од него с краја падна бронзовиот шилец и задзуни на земји долу. Ајант го разбрал во умот безпрекорен Божјето дело, дека Севишниот Зевс громобиецот им ја менал бојната среќа и готвил за тројците победа сега. Бегал пред стрелите тој. Тие силниот огон го метнаа в брзиот брод, што пламен неизгаслив одеднаш фифнал. Вака ја зафатил огнот корабната крма, а Кашил во своите бедра се плесни Патрокл прозбори веднаш. Патрокло, чедо над Зевс, ај стани ми конјиче брзи, зашто крај корабите веќе душманскиот огон го гледам, да не ги фати бродоите и нам ни го пресече патот, туку оружје се бргу, а војската јас ќе ја збирам. Вака му рекол, а в бронза се Патрокло блескава ружел. Прво врз своите нозе си објала красни, што со надглезници биле наставени сребрени сјајни. Потоа панзирот тој на своите гради го навре украсен сиот од звезди, а од брзиот внучко на Ајак. Потем прекурамо мечот од туч со сребрени клинци опкован гопна, а после големиот калкан и тежок, а на јуначката глава го намести шлемот свој китен, сопашка конјска што страшно му мафтала горе на врфот. Силните копија ги зеде во рацете, нарачни, мошне. Джилитот само не го зел на внукот безпрекорен Ајак, тешкиот мошни и тврд, што да замавне не можел никој, копија јасеново друг од ахајците, освен сам Ахил, Пелиско, што му го дал на неговиот миличок татко Хејрон од врвот на Пели, да јунаци со него коси. На Автомедонт му викнал да коњите брзо ги впрегне, што по јуначкиот Ахил го почитал најмногу него, зашто тој највреден не му бил да го издржи бојот. Затоа и Автомедонт под јарем од брзите коњи, Бали и Ксант му ги впрегна, што летнале двата ко ветер. Харпија нив подарга на ветерот Зефир ги роди и влива да руда пасејќи кај струјата на океанот. Тој покрај двата го врза прекрасниот Педас и пушти што си ги запленил Ахил од Етионова града. Овој, иако смртен, безсмртните коњи ги следел. Кај мирмидонците Ахил им пристигнал, сите ги ружал со оружје тој низ нихните чадори, тие ко волци суровојаци што в гради неизмерна силина имаат, та виторогиот елем во горите голем губиваат, штом ќе го изедат пак, сите имаат крвава муцка. И со глутницата одат до изворот црн да ја локаат бистрата вода по крајот со своите јазици тенки, често плюкајќи ја крвта од колежот.
Внатре пак в град имаат бестрашно срце, а полниот мев ќе им пукне. И мирмидонските борци и војводи вака се збираа околу добриот другар на брзиот Ајаков внучко. А меѓу сите нив среде арејскиот Ашил си стоел и штитоносците мажи и коњите брзи бодријќи. 50 кораби брзи си стоеле онде што Ашил, личниот миленик Зевсов, ги водеше в Троја. Во секој седеле 50 мажи крај веслата, другари вредни. Сред нив предводници 5 што им дал да повелјаат со нив, тој пак заповедал сам како врховен господар над нив. Едниот ред си го водел во пресјаен оклоп Менестии, синот на токот Сперхиј, што од самото небо си тече, што Полидора го роди, Пелеева убава ќерка. На неуморниот Сперхиј, безсмртниот смртна бидејќи, а на захонскиот маж, што се викаше Бор и што беше син Периеров, му донела дарови свадбени безброј. Другиот ред си го водел арејскиот предводник Евдор, Момин син, што Полимела го родила на Аоро, него личната ќерка на Филанд, што силниот аргоубиец сред песнопојките Момијас догледал баш и се влюбил. Вартимидиното Оро си пределав златната фурка. Веднаш во горните соби ја налегнал скришем идејќи Хермес, што брани од зло, и син ја подарил славен. Евдор, што најбрзо трчал и прв бил борец во бојот, кога и Леитија, пак породилната ги извела него в бела виделина надвор, да догледа сонцева светлост. Неа пресилниот маж Ехеклеј, внукот Акторов, дома законска жена ја довел, штом дарови безброј му дала. Овега стариот Филанд го порасте и одгледа добро, мощно љубејќи го него ко вистински синок свој роден. Третиот ред си го водел арејскиот јунак Пејсандар, синот на Мајмал, што прв бил во бој со копја од сите. Сред мирмидонците тој поверниот другар на Ахил, стариот коњаник војник, четвртиот ред си го водел. Петиот пак Алкимедонт, безгрешниот Лаерков синок. А кога Ахил ги одбрал и наредил заедно добро сите предводници, веќе им продумал јуначка дума. Да не ми ги изумил никој за каните и мирмидонци, што кај корабите брзи на тројците сте им ги рекле в часот на полната пизма и од мене бараше секој. Кутаре, сине Пелеев, те ранела мајка со жолчка, немилострдниче, ти крај корабите с нерада дружба. На морепловните зарем се враќаме кораби веднаш дома, штом срцето вака ти го обзела љутина лоша. Вака збирајќи се често ми велевте. Сега пак стана голема крвава битка, што пекавте порано вие. Јуначко срце кој има со тројците нека се бие. Вака велејќи го бодрел кај секого срцето смело. Четите повеќе уште слушајќи го крајот се кренаа. Како што маж кога зидот со камења густи го реди од превисокиот дом за да ги избегне силните бури, така ги ределе тие папчестите штитои и шлемои. Штитот го подпирал штит, шлемот шлем, а јунакот јунак. Коњоопашните шлемои со сјајните вршки умафтајќи си се допирале, се така стиснати едни до други. Јунаци онде се дружеле два пред сите први. Патрокло и Автомедонт, заедничка мислја мислејќи пред мирмидонците в борба да заминат први. А Ахил пошел во чадорот свој и од ковчегот поклопка кренал, од изделканиот вешто, што сребреноногата Тетис в кораб му клала да носи, со кошули наполне добро, та и со гони што штитат од студ, и со влакнести черги. Ондека нему му била и чашата негова красна, рујно што од неа вино друг не пиел никој до Ахил, ниту на друг некој бог тој му одлевал освен на Зевса. Неа вадејќи тогаш од ковчегот, прво со коселј кадел, а потем со вода од бистрата река ја испрал. После си измил и раце и налял рујно вино. Сетне сред ограда стапил молејќи се леел и вино кон небото погледнувајќи и грмникот Зев спомнувајќи. Додонски царети, Зев се пелазги си, с краја што седиш и во Додона студената царуваш. Кај тебе седат бајачи сели, што лежат со непрани на земји нодзе, ак си ми послушал еднаш ти збор, кога јас сум те молел, та си ме почестил мене, а војската Ахајска казнил, ај исполни ми ја сега и оваа желба ти моја. Пак да се воздржам јас кај корабите од оваа битка со мирмидонци многу да ги спратам другарот в борба.
Нему ти грмниче Зевсе, подели му заедно слава, и во негово срце ти бестрашност влей, да и Хектор разбере дека и другорот наш знае сам да се бие. Дали ќе беснеат толку и пак непобедните раце негови, кога јас во арејската врева ќе влезам. Штом од корабите пак ќе избрка во бојната врева, Патрокло пак да ми дојде неповреден в брзите броди со се оружјето светло и своите другари бојни. Вака молејќи се рече, а мудриот Зевс си го дочул. Отецот едно му дал мигнувајќи му, друго му одбил. Дал од корабите војна да истера с краја и битка, туку му одбил да дојде неповреден Патрокло назад. Колку што завршил жртва и молитва до отецот Зевса, Ахил во чадорот влезе и чашата в ковчег ја кладе. Излезе пред чадор, после во душата уште пекајќи страшниот бој да го види на хајската и тројската војска. Тие токмејќи се ведно со Патрокла, срчниот јунак, врвеле за да се фрлјат на тројците гордо гледајќи. В час се истуриле тие на улични оси, личејќи што се навикнати везден од децата нив да ги тразнат и ги задеваат често, а живеат тие крај патот. Лудечки, зашто со тоа на мнозина лошо им носат. Ако и само ги гибне без сакање минувач некој, кога ќе помине крај нив, а оние с јуначко срце се излетуваат надвор и своите чеда ги бранат. И мирмидонците тога со онакво срце и смелост и со незадржлива бука се истурале вон од бродоите. Патрокло тогаш им викна на своите другари силно: Еј, мирмидонци, придружници на Ахила, синот Пелеев, другари, бидете маши, спомнете ја бојната бодрост за да прославиме сина Пелеева, првиот јунак меѓу арѓејците зар крај корабите, прислуга бојна, за да и синот Атреев, пресилниот цар Агамемнон, признае грев што на првиот ахаец не му дал почест. Вака велејќи го кренал кај секого смелото срце. Овие удриле здружно на тројците што од бродоите страшно наоколу екна ахајската бучава бојна. Тројците пак штом го вишле јуначкиот син на Меноите и со се прислужникот негов и сјајното оружје на нив, духот кај сите се крена и бојните редој се дигнаа, од кај корабите свој си мисле дека Пелеев Ахил го отфрлил гневот и пак пријателјство почнал. Секој се обзирал зар как да и одбега претешка пропаст. Патрокло замавна прв со своето блескаво копје в самата средина баш кај што најмногу мажи се туркаа, покрај корабната крма на срчниот маж Протесилај. Та што го згодил Пирајхма, што пајонци, коњици добри од Амидон беше довел од широкоуструјниот Аксии, гудри по десното рамо, та натеме овој овкајќи падна во праот, а дружбата пајонска за него стрпна. Патрокло заре на сите им спотерал страв штом го убил нихниот војвода прв, што бил најарен јунак во бојот. Ги стерал нив од бродоите и го угаснал огнот што горел. Коработ наполу изгорен бил, а тројанците сите бегаа страшно вревејќи. Танајците пак се истураа преку длапчестите бродои, та страшна врволица стана. Како што кога од вишниот врв на големата гора мринособирачот Зевс ќе подигне густата магла, те издадените вршки и долови вигли ќе светнат и ќе се открие горе над небото јасниот етер. Така и данајците огнот, терајќи го од кај бродоите горещ, се издихнале част, но не се гледал крајот од бојот. Тројците пак пред арејските ахајци никак не бегаа, ниту завртија плеќи од нихните кораби црни, туку се држале уште и тргале кон назад тешко. Кога се растурил бојот на вождите, удриле тога јунак на јунак. А сред нив бил срчниот син на Меноите и прв. Штом Ајрилик се свртил, тој наеднаш в бутот го ранил со врфулестото копие, го прониза бронзата него. Копието пак му ја искрши коската, падна тој ничком на земја. Тога Менелај арејстиот Тоанта гудри по разголените гради крај калканот, снага му здроби. Синот Филеев го настигнал Амфикла, обчекувајќи како што рипнал, го рани по бедрото каде што има човекот најдебел мускул, а вршката джилитна нему жили му раскина сосем, та очите мрак му ги покри. Синот на Нестор Антилох Атимнија тога го рани со острото копје, та тучот низ слабина нему му мина. Пред него падна оној. Но с копјето изрипал Марис одблизу против Антилох, та насрден поради братот застанал напред пред трупот. Трасимет божестиот тога прв, пред да овој го рани, го престигна и погоди в рамо.
Врвот од копието пак му ја пресекол мишката нему од кај мускулите горе и коската тој му ја скршил. Овој се струполи долу, а очите мрак му ги покри. Вака поразени тие од двајцата браќа и двата слегле во Ереб, до блесните другари од Сарпедона, двајцата баш копиоборци, а синот на Амисодар, што за народната пропаст ја одгледал Химајра стрвна. Ајанд пак синот Оилеев Клеобула жив си го фатил, како му рипнал и ранил во метежот, туку тој сепак душа му зел, штом го удрил со остриот меч во вратот. Мечот сиот од крвта се загреа, а очите нему порфирна смрт му ги зела и силната судбина црна. Веднаш Пенелеј и Ликон се стрчале, джилит да фрлјат заедно, туку и двата со копијата удриле Греум, тие се загнале пак со мечовите. Тога прв Ликон го удри Пенелеја в шлемот со конјското перо, но мечот в држката се искршил назад, та по шија него Пенелеј по духу го удрил, а мечот цел навлегол, стоела само кожата. Главата висна, а снагата сета се вруши. А Мерион си го стигнал акаманта с брзите нодзе, кога се качувал в кола. Го продупи в десното рамо. Испаднал од кола оној, а пред очи магла му падна. И до мене пак го дупнал Ериманта с црната бронза в уста. Бронзовото копие од спротива нему му мина долу под самиот мозок. Му ги искрши белите кости. Забите сосем се стресле и му се изнаполнале двете очи со крв, што ја плюкал низ устата своја и носот кога ќе зинел, та превезот црн на смртта го прекрил. Вождите данајски онде по еден маж убиле секој. Како разбойници волци што грабаат јагне и јаре кога ги земаат нив од добитокот, што во ридоите поради овчари слепи се разбегал. Оние веднаш ги разграбуваат нив штом ги виделе дека се плашат. Та и данајците така ги збркале тројците тога, што се разбегале срамно на јунаштво заборавајќи. Ајанд големиот вездан на кај брзонзошлемиот Хектор гледал да исфрли джилит, а тој разбирајќи од војна, покриен добро со говицки штит преку ширените плеќи, слушал кај стрелите дзунат и копијата каде што тупкаат. Овој ја познавал веќе менливата среќа на Арес, туку обчекувал сепак и верната дружба ја штител. Како што кога од Олимп низ небото облак ќе појде горе од ведриот етер и Зевс кога протега луња, и од корабите така се кренале викот и уплав, та не си оделе назад со ред. Брзоногите коњи го изнесувале Хектор со се опрема, го оставил овој троискиот полк што длабокиот ров го држал со сила. Многу од брзите коњи што влечеле коли, во ровот отишле напред кршејќи господарците и стратиле коли. Патрокло следел и се на данајците викал думајќи зло на тројанскиот полк, што патиштата ги исполнил сите с ужасен викот и страв што ги пресекле. Згора се урнал од подоблаците виор, та коњите копитни назад се повлекувале в град од чадорите и од бродоите. Патрокло кај што ќе видел изнабуткан најмногу народ, колата тамо ја терал. Под колцата мажите паѓаа ничкум од колите долу, а опленот тропотел празен. Коњите в час го прескочиле опкопот безсмртни брзи што му ги дале пели у боговите. Доблесни дарој, напред брзејќи, зар срце ги викало наспроти Хектор, зашто да губие пекала брзите коњи го влекле. Како што црната земја, по силните дождови сета стежнала весенски ден, кога истура обилна вода, Зевс, што се насрдил веќе на народот негодувајќи, зашто со сила го дејат на соборот правото криво, ја истерале правда, глас Божи не почитувајќи. Од нив и реките сите се прелиле полни течејќи, а суводолици диви израсекле планински поли, та во порфирното море се слеваат силно бучејќи од кај ридовите стрмо, човечките градби се рушат. Така и кобилите тројски од трчање брефтаа тешко. Патрокло пак, кога веќе ги пресече првите 4 се од корабите назад ги тереше не допуштајќи в град да се вратат при се што копнееле тие. Но среде се меѓу кораби, река и сред високиот бедем навалјувајќи ги биел, за мнозина отплатувајќи. Тога со сјајното копје го погодил Проноја прво во разголените гради, крај калканот снага му здробил. Оној се струполи долу, а Патрокло повторно рипна. Го отепал Тестор, синот на Енора. В стројното седло свиен тој паднал што мозок бил погоден. Уздата нему од раце долу му летна.
Со копието Патрокло го удрил одблизу в десниот образ, низ забитео на мумина. Овој го повлече него со копието како што човек на издадената карпа крај мирното море седејќи надвор со јадица бронзена, немирната риба ја влече. Така со сјајното копие отопленот него го влечал, како што зинал го кутнал. Тој испуштил душа паѓајќи. После Ерилаја пак, што се устремил, гудрил со камен среде по главата тој. Му се скршила целата надве внатре во тешкиот шлем, овој на земја ничкум се урна. Околу него пак смртта душогубна се истори сосем. Потем Ериманта тој и Амфотера, по нив Епалта, потем Телоплема, синот Дамасторов, Ехи и Пирис, сетне Ифеј и Еви и Полимел, синот на Аргеја, сите поред ги соединил тој с хранителката земја. А Сарпедон, штом ги видел другарите, ризи што носат без појас, како ги убил Менојтиев Патрокло сите, извикал в час на божеските ликици прекорувајќи: "Срамота ликици, еј, каде бегате? Сега сте брзи, но ќе го пресретнам јунакот јас, за да разберам кој е овој што толку е силен и в тројците тука им пуштил премногу зла, што на мнозина јунаци жили им срезал." Вака им рече и рипна со оружјето од кола долу. Патрокло пак, штом го видел спротива, изрипа исто. Тие кои јастреби два што на вишната карпа се бијат со испревиени ногти и клјунови, силно кликајќи, така кликајќи и тие изрипале еден на други. Синот на Итриот Кроним се смилувал кога ги видел, туку е рекол на Хера, на својата сестра и жена: "О, леле, судба ми била најмладиот син да ми падне, мој Сарпедон од Менојтиев Патрокло совладан смртно. Кога во умот се думам, на две ми се срцето дели. Или од плачниот бој дури уште е жив да го грабнам и да го пренесам него во родната ликијска земја, или да го оставам овде од синот Менојтиев да умре. Нему му одврати потем велјовка Господја Хера. Кроновне и ужасен сине. Да каква ли продума дума, смртен ли маж, зарем сакаш што одамна нему му била судба досудена смртна, од грозната смрт да го спасиш? Прави, но со тебе не се боговите согласни сосем. Друго пак јас ќе ти кажам, а ти тоа клај си го в памет. Ако го испратиш жив Сарпедон да дома си дојде, помисли да некој друг од боговите после не повти да си го и сина си с краја од битката испрати бујна, зашто многумина синови од богови околу градот голем на пријам се борат. Што мрза љута ќе им влееш. Туку, иак ти е мил тој и срцето твое се пара, сепак остави го ти, да во бујната битка го скротат силните раце на синот Менојтиев Патрокло сега, а кога животот веќе ќе го остави него и векот, прати го по него сонот да го однесе сладок и смртта, дури да пристигнат тие во ширната ликијска земја, кај што неговите браќа и роднини ќе го закопаат в гроб под камената плоча, што остана посмртна почест. Вака му рекла, а Зевс на богоите и луѓето отец почул и крвави капки од дожд на земјата пуштил, синот честејќи го мил што ќе го убил Патрокло сега в мощне груд честата Троја, од земјата татковска скраја. Кога пак еден до друг се приближиле овие веќе, тога и Патроклов час прочениот мощен Трасидем, што му бил прислужник вреден на цара си на Сарпедона, долу под меот го рани снагата тој му ја здроби. А Сарпедон не го погодил онега с копието сјајно, нафрлјувајќи се втор, туку копието конјот го згоди педас во десното бедро. Тој испушти душа вискајќи. Падна во правот пискајќи, а душата нему му летна. Двата се препнаа други. Оиштете пукнаа, се сметкаа устите нихни, што веќе поводникот паднал во правот. А Автомедон, копјаникот смел, му го изнајде крајот. Кисукал остриот меч од своето дебело бедро, скокнал и поводот веднаш го пресекол, погодил право. Двата си справиле, пак и под уздите повторно влегле. Двајцата јунаци повтор во душогубна борба се грабнаа. Тога и пак Сарпедон греом ги сфрлил сјајниот джилит. Врфот од копието в час преку десното рамо му прошло Патроклу без да го згоди. Но Патрокло рипнал со тучот втор. Не му летнало нему од раката копието в пусто, туку сред олжичка него крај самото срце го згоди.
падна кон некоков даб или топола кога ќе падне или ко рестовит бор што со своите секири остри мајстори вгора го сечат да направат од него кораб. Така пред коњите спружени пред кола лежал и овој, крцкал со заби и праот со рацете крвав го гмечал. Како што лав, легувајќи во стадото губива бикот, лисеста бестрашен мошне, сред ѓегави говеда полно, загинувајќи тој рика под острите арслански ногти. Вака и војводата зарад од ликијските баштитоносци гинел од Патрокла страден и другарот Мил си го викал. Премил мој Главко, ти борче сред јунаци, сега ќе треба сам копјоборец да бидеш и сосема бестрашен борец. Ако си спремен за борба, во врлата војна да влезеш, прво ликијските силни предводници ти да ги бодриш, обидувајќи се сегде да за Сарпедона се бијат. После и ти да се бориш со бронзата околу мене. Зар понижение тебе и срамота подоцна везден, јас ќе ти бидам во векот, а хајците мене ак само, кога ќе загинам в бој кај корабите, рубам и грабнат. Туку ти држи се здраво и војската бодрија цела. Колку што го изрекол тоа, а смрт му покрила нему очи и нос. А со ногата Патроклов гради му стапнал копје влечејќи од трупот, а лжичката по него пошла. Заедно душата со врхот од копјето излече овој. А мирмидонците в час му ги фатиле бесните коњи, што ќе избегале радо, штом тратиле колата царска. Главко пак страшен почувствувал бол кога гласот го дочул. Сам ќе се изедел тога што не можел тој да го спаси. Мишката зел да ја стиска со раката, него го пекла раната што му ја задал со стрелата тевкар стрегајќи од превисокиот бедем, да одбрани дружба од лошо. Вака молејќи се рекол на далекуметец Аполон. Послушај, цару, што негде во плодната ликиска земја живееш или во Троја, а секаде можеш да чуеш маш што страда, ко сега што неволја мене ме нашла. Зашто јас претешка рана сум задобил, раката мене цела од љутите болки ме дотпекла, не може мене да ми се исуши крвта и од неа рамо ми тежи. Не можам јас нито копје да задржам цврсто ни против душмани битка да бијам. Недобриот јунак ни падна, синот на Зев Сарпедон. Не го одбранил оној ни синот, туку, ај цару, бар ти исцели ми ја љутава рана и ублажи ми го болот и окрепа дај, да ја бодрам својата ликиска дружба, викајќи ја в бој да се бие, околу мртвиот труп пак и самиот јас да се борам. Вака молејќи се рекол, а Фојб Аполон го почул. Веднаш му прекина болки и исуши црната крвца тој од жестоката рана и в срцето смелост му стави. В час се израдувал Главко, штом в својата памет тој разбрал дека великиот Бог молитвите в час му ги почул. Прво ликијските силни предводници зел да ги бодри, обидувајќи ги сегде да за Сарпедона се бијат. Потем сред тројците стапил со чекори дол ги гредејќи кон Полидамта, синот на Пантоја и дивен Агенор, па од Ајнеја појде и по бронзошлемниот Хектор, пристапувајќи му близу, проговори крилатни зборови. Ти сојузниците сега си ги изумил, Хекторе, сосем што татковината скраја и роднини заради тебе гинат и даваат душа, а ти ни да помогнеш сакаш. И Сарпедон лежи мртов, ликијскиот вожд щитоносец, Ликија што си ја штитил со својата сила и право. Арес бронзовиот него с Патроклово копје го свладал. Туку пристапете мили во душата негодувајќи да мирмидонците нему оружјето нему го пленат, та да го наградат трупот од гнев за данајците други. Што сме ги убиле ние кај брзите бродои со тучот. Вака им рече, а жалост ги обзеде тројците тога. Скрб неиздржлива силна, зашто и наградот му беше потпор, при се што од друг бил крај. Туку со него дошле војскари многу, а овој најпрвиот борец бил сред нив. Радо се впуштиле зар на дарданците, право што Хектор за Сарпедона жалејќи ги предводел. В другата страна храбриот син на Меноите и ахајците тога ги кренал. Прво ајантите двајца ги собовикал обата бодри. Ајанти два! Нека сега да борбата мила ви стане како што порано бевте сред нас, или посмели уште. Јунакот лежи што прв на ахајскиот бедем се качил, цар Сарпедон. Штом губивме пак да го грубиме с треба, одора соблекувајќи од снагата и убивајќи друг од другари му некој со немилосрдната бронза. Вака им рече, а тие и самите барале борба.
Од кога обете страни ги стегнаа своите чети, троици и ликици прво, и јахици и мирмидонци, околу мртвиот труп се зафатиле битка да бијат страшно викајќи. Јуначкото оружје дзунело силно. Зевс пак погубната ноќ над љутата битка ја спростре, поради милиот син за попогубен бојот да им биде. Тројците ги избиле зар краснооките ахајци прво. Сред мирмидонците јунак бил погоден никако најлош. Синот на храбриот маж Агаклеј, Епејгеј оној дивен, кој што во градот буде и добро населен царувал прво. Тога пак беше го убил братучерот, добриот јунак, така и Пелеа се прибрал и кај среброногата Тетис, тие го пратиле ведно со јунакоморецот Ахил во конјокрасниот Илиј, со троиците за да се бие. Колку што трупот го фатил, а светлиот Хектор со камен по глава него го удри, што оваа целата на две втештиот шлем му се скрши, та тој над мртовецот ничкум падна и над него смртта душогубна се истори сосем. Жаль западнатиот другар го обзеде Патроклас тога. Право низ првите редови кој брзо крил сокол се провре што ги растегрува тој сколовранците и чавките црни. Вака вликиците право и в троиците смело си скокнал Патрокло коњиче добар, за другарот срцето гневен. Та што го удрил Стенелај, премилиот син на Итајмен, по врат со камен та в час му ги пресекол жилите нему. Првите борци и Хектор пресветлиот назад се тргнаа. Колку што долгото копие Јасеново може да летне, што ќе го преметне маж или виграта надфрлјувајќи или во војната тој од душогубни душмани давен, толку и ахајците назад. Толку и тројците назад, а ахајците минале напред. Главко предводник прв сред ликијските бил штитоносци, што им се свртел и губи безстрашниот јунак Батикле, милиот Халконов син, што си живеел тој во Хелада, и што во богатство бил и во имање прв мирмидонец. Овега Главко го ранил со копието в градите среде. Кога го гонеше овој, се заврте в час и го уби. Оној се струполи долу. Ахајците жалост ги жегна, вака маж одличен падна, а тројците се израдуваа. Околу него идејќи се собраа. Ахајците тога не заборавиле смелост, но в нив се пуштиле право. Америон тогаш уби сред тројците оружан јунак, оној Лаогон, син смел од Еторов, свештениковој бил на идајскиот Зевс и ко бог бил од народот честен. Гудрил под вилица него и по духу. Душата веднаш напушти негова снага, а мрак него грозен го грабна. На Мериона Ајнеа бронзовото копје го метна, зашто как одел тој напред се надевал под штит да гудри, видел од спротива оној и го одбегнал бронзното копје, зашто се наведна напред, а долгото копје со врфот назад се закачи в земја, тоопаш од негов се тресел. Потоа силниот Арес неговата сила ја одзел. Врфот Ајнеев пак тога се закачил в земја и нишал. Копјето попусто нему од тешката рака му пошло. Тога во срцето свое се наљути и рече Ајнеа: само да јас, Мерионе, те погодев, макар што танчар прв си, за секогаш джилитот мој ќе те спастреше веднаш. А Мерион, копјоборецот преславен, одврати бргу. Тешко ќе биде Ајнеа да го згаснеш векот на сите луѓе, што пред тебе некој ќе излезе сам да се бие, ако и појак да си. Оти и ти си мислијам маж смртен. Ако јас би те удрил сред снагата со острата бронза веднаш, иако си јаки во рацете мошта ти лежи, мене ти чест би ми дал, а на витезот Ајд пак душа. Рече, а храбриот синок Менојтев го укорил него. Еј, Мерионе, што вака ми зборуваш, јунак бидејќи? Миличок, тројците нема пред укоривив збор да се тргнат назад од трупот, но побргу некого земја ќе земе. Зашто е врат се крајот од војната, в советот зборот. Затоа не треба многу да говориш, но да се бориш. Вака велејќи тој тргнал, а јунакот божествен следел. Од нив пак букот се крене и шум како дрвари кога вреват в пресекине горски, та далеку гласот им сега. Така и нихниот тропот од широкопатната земја в небо се кревал од тучот и опнати говецки кожи, како се биеле тие со двошилни копја и мечови. Нито внимателен маж не би го познал за Сарпедона дивен, што покриен сиот од оружје, крви и праој беше од главата горе па се до петиците долу.
Тројците околу трупот се збирале како што брчат силно во трлото муви кај ведрата полни со млеко, кога во пролетно време садовите млеко ги кваси. Така се збирале тие крај телото. Зевс пак ни еднаш крај тешката битка не ги свртил сјајните очи, туку се во нив се пулел и паметта кај нив му била и на убиството мислел Патроклово мошне многу. Дали онега веќе во тешката битка тука покрај божескиот маж Сарпедон да го столчи со тучот, светлиот Хектор извлече од плеките оружје сјајно или да тешкиот труд повеќе ми на гусета туште. Вака думајќи се, тој му се сторило поарно нему, ако придружникот вреден на Ахила, синот Пелеев, тројците повтор ги турни и бронзошлемниот Хектор назад кон градот и душа на мнозина мажи им земе. Најпрвот Зевс на Хектор му направил страшливо срце. В кола се качи да бега и тројците викна да бегаат, зашто Зевсовите свети решенија беше ги разбрал. Туку ликијците силни не чекаа, но се разбегаа сите штом царот го вишле кај погоден смртно им лежи меѓу мртовците среде, а крај него паднати полно откако синот на Крона ја продолжи силната борба. Оние пак му го свлекле од плеките на Сарпедона сјајното оружје бронзно, што смелиот син на Меноити дал да го дружбата носи на своите длапчести бродои. Облакоберецот Зевс на Аполона тога му рекол: Ај сега, мили мој Фојбе, избришија црната крвца кога од бојното поле ќе ги изнесеш ти Сарпедона. После носејќи го с крај искапи го в струјната река и со амбросија истри и облечи в бесмртна руба. Преде го потем на брзата придружба, нека го носат. Дај ти на сонот и смртта, близнаците двајца, што бргу в ширната Ликија, него ќе го остават в плодната земја, кај што неговите браќа и роднини ќе го закопаат в гроб и под камена плоча за посмртна почест што вреди. Вака му рече. Аполон пак в час го послуша Зевса. Тој од Идајските гори во грозното боиште слезе и Сарпедона дивен од бојното поле, кревајќи далеко од онде го однел. Го ископил в струјната река и со амброзија ги истрил и облекол в бесмртна руба. Потем го предал на брзата придружба, нека го носи, дал тој на сонот и смртта близнаците двајца, што бргу в ширната Ликија него го ставија в плодната земја. Патрокло тога викајќи на коњите на Автомедонт појде на тројците сам и ликијците в претешка пропаст, лудиот. Кам да ги пазел зборовите на Ахил Пелеев, лошата судба на црната смрт ќе ја одбегнел овој. Туку е подобар умот на Зевс од човечкиот везден. Овој и бестрешен маж терав бег и му одзема лесно победа ако и сам да го подбудил прво во борба. Така во градите тој му го распалил духот и тога. Туку ти кого ли прв, кого последен уште се убил Патрокле кога боговите смрт ми те викнале веќе. Прво ти Адраста губи, Автоноја и Ехекла потем, Перима, синот на Мегас. Автоноја и Ехекла потем, Перима, синот на Мегас, Епистрофа по нив Меланип, потоа Елас и Мули и најсетне го отепа Пилард. Другите тројанци зар се досетиле секој да бега. И ќе ја земеле тогаш ахајците висока троја со Патрокловите раце со копјето зар овој јурел прв, ак не застанел Фојб на стројната кула Аполон, не му кројќи му пропаст, на тројците пак спомагајќи. Патрокло тришна работот бедемот висок си стапи, туку и сите три пати го отврли него Аполон, потурнувајќи го сјајниот штит со бесмртните раце. А кога веќе ко Бог и по четврти пат му се фрли, Фојб му се развика страшно и прозбори крилатни зборови. Отстапи, Патрокле, чедо на Зевс, зашто судено не е градот на гордите тројци по твоето копје да падне, ниту подачил, што од тебе мощ не е подобар јунак. Вака му рече, а Патрокло отстапи далеку назад, одбегнувајќи го гневот на далекуметец Аполон. Хектор кај скајските порти копитните коњи ги држал, зашто бил в две. Да се бие и пак да ги втера во бојот, или војниците тој да ги повика и избере до зидот. Дури се думаше тој, му се приближи Фојб Аполон, престорен в ликот комаш, како младиот бестрашен јунак Аси, што војко му беше на коњокротителот Хектор и од Хекаба брат роден и син од Димант бидејќи, кој што во Фригија седел крај струјната река Сангари. Вовега преправен синот на Зевс Аполон му рече:
Хекторе, што си се одбил од бој, не ти прилега ова. Камо да бев толку појак јас од тебе, колку сум послаб. Да ќе отстапеше тога за своето лошо од бојот. Туку копитните коњи кон Патрокла терај ги напред, некак да го убиеш ти и да чест Аполон ти даде. Вака велејќи му богот во јуначката битка се врати. Да воинствениот пак Кебрион, тога светлиот Хектор нарача коњите в бој да ги потера. В метежот зајде и кај аргејците крена мешаница страшна Аполон, а на тројанците тој и на Хектора слава им дели. Хектор пак не убивајќи данајците други ги пуштал, та на кај Патрокла право копитните коњи ги свртил. Оној од другата страна од колата на земја рипна копие држејќи во лева, со десната камен кревајќи мермерен, сјаен и остар што целата рака ја покрил. Овој се опре и фрли, та не падна каменот с краја. Пусто не ги сфрлил тој, уз додржецот гудри на Хектор, тој Кебрион, што бил вонбрачен син на преславниот Пријам, по чело со остриот камен, дур уздите овој ги држал. Каменот обите веќе му ги скрши, пукнале под нив костите. Очите нему му паднале долу во праот до пред неговите нозе, да тој како некаков нуркач падна од стројниот оплен, а костите духот ги трати. Патрокле кониче, ти му се подигра нему и рече: "Уф, што бил подвижен мажов и как се превртува лесно ако би некаде пак во рибното море се нашол. Мажов би наситил веќе многумина, жапки барајќи и искакајќи од чунот при се што е морето бурно, штом се превртува лесно во полево од кола сега. И меѓу тројците зар превртувачи имало вешти?" Вака велејќи му стапи на јунакот на Кебриона како незадржлив лав што ни стрлата пустош правејќи ранет во градите него, собствената снага го сопре. Патрокле, така и ти Кебриону си рипнал со желба. Хектор од другата страна од колата на земја скокна. Двајцата за Кебриона се бореле токмо ко лавој, што на планинските врхови обајцата силни и смели околу кошута една убиена гладни се борат. Така и за Кебриона се стремеле двајцата борци опитни, светлиот Хектор и Патрокло син на Меноити, со безмилосниот туч да ги расечат своите тела. Хектор штом него го фатил за главата не пуштал веќе. Овега Патрокло за нога, пак тај другите сега тројци данајци онде се фатиле вјутана битка како што Евро и Нот се надбиваат еден со други во оние планински долои, да соборат длабока гора, бука и јасен и дреноттен кокорен што ги префрлјаат гранките еден во друг издолжени и чудесен букот прават и крцот кршејќи се. И тројците така, па и ахајците се напајајќи се едни со други, гинеа и не мислејќи на погубно бегање никој. Крај Кебрион се закачиле множество шилести копија и тетивите стрели крилатници одлетувајќи. Многу и големи камни се урнале и на штитоите, како што околу него се бореле. Овој сред праот лежеше огромен спружен на колата заборавајќи, додека Хели се вртал низ небото среде и двете страни си сегале стрели од секаде, народот гинел. Кога на запад Хели ќе преминил посилни мошне против судбата веќе, ахајците тога стануваа и Кебриона ги извлечкале јунакот надвор од бојот и од тројанскиот метеж и оружје нему му свлекле. Патрокло нападнал пак на тројците зломи мислејќи. Триш едно по друго удрил на Ареса брз прилегајќи с ужасно кликтање грозно и 3-9 јунаци убил. Кога по четврти пат се затрча сличен на Бога, Патрокле, тебе дур тога ти наближил крајот на векот. Зашто те пресрети Фојб во жестоката битка тебе страшниот, туку не го видел тој одејќи низ полкот, зашто во голема магла бил сокрен в пресред идејќи. Одзади приде и гудри по ширните плеќи и тилот с рака испружена напред, а Патрокло заврте очи. Потоа Фојб Аполон од главата шлемот му го одби. Ови се стркаја долу под нозете конјски дзунејќи, четироплочниот чунес, та гривите му се извалкаа в крви и прав. А порано Бог не го допуштал тоа. Конјоопашниот шлем да се гнаси и валка во праот. Туку најшила тој, да божескиот маж му ја чувал личната глава и чело. А Зевс тога даде на Хектор да си го носи на главата, тој заре близу му била смртта. Во рацете цело му ги скрши долгото копје, големо, тврдо и тешко, опковано. Од плеќи штитот, искитен цел по рабоите со ременот на земја падна. Синот на Зевс, цар Аполон, му го одврза оклопот нему.
Ово ја загуби свеста, пребелите нозе му клекнаа, остана без свест. Та меѓу раменјата го удри по тилот одзади Евфорб Пантоев, тарданецот со острото копје, синот на Пантоја Евфорб, што сам ги надминувал сите врсници своји во копие и в брзите нози и кола. Зашто кога уште се учел за војната, од кола куткал 20 момци, тој еднаш со колата напред врвејќи. Конјиче Патрокле, овој ти исфрлил прв тебе копје не свладувајќи. Тој повторно истрчи и зајде во полкот копје влечејќи од трупот Јасеново, без да го чека Патрокла, макар што гол во бојното поле бил овој. Патрокло, совладан пак од боговскиот удар и копје, назад кон дружбата бојна се повлече и спаси од смртта. Хектор пак, колку го виде пресмелиот Патрокло в поле како отстапува назад со копјето бронзано ранет, близу низ бојните редоми пристапи. С копјето го удри в слабина сосема ниско, го прониза ко бронзата сиот. Строподи тој, а ахајскиот полк скрб страшна го стигна. Како што лав кога нерезне уморен в борба ќе слада, што на планинските врфови со голема храброст се борат, околу малиот извор, сакајќи и двата да пијат. Лавот со сила го свладува с нерезот задихан сосем. Така и приемов Хектор со копјето од векот го лишил одблизу смелиот син на Менојтија, многу што убил. Та му се пофали потем и прозбори крилатни зборови. Патрокле, без друго ти градот наш да го урнеш си мислел. Жените тројански пак штом од слобода сладка ги лишиш, в мила татковина твоја на кораби да си ги земеш. Будалче! Брзите коњи Хекторови пуштиле пред нив нозете за да ги бранат, а сред воинствените тројци одличен јас сум во копје, што нихниот робински денок го одбивам од нив, а тебе ќе ти зедат јастреби овде. Кутар, еј ти, Ахилеј не ти помогнал макар и вреден, што ти нарачувал многу на одење останувајќи. Патрокле, коњиче вешт, немој порано да ми се вратиш на излабениве бродои пред од мажоморецот Хектор кошулја крвава ти да му раскинеш на гради нему. Вака ти прозборил тој и наговорил лудечка памет. Коњиче Патрокле, ти си му одвратил душа берејќи. Фали се сега ти мощнео Хекторе, победа заред Зевс синот кронот ти дал и Фојб што ме свладаа лесно, зашто од плеќите тие оружјето ми го опленаа. Ако и 20 твакви ко ти ми излегле мене, сите ќе изгинеле овде, под моето копје паѓајќи. Туку погубната судба и синот Летоин ме уби, втор бил од мажите Ефорб, а ти веќе трет што ме плениш, но ќе ти речам јас друго, а ти помни го добро. Долго ни ти не ќе живееш овде, кај тебе зар веќе ти се приближила смртта и црната судбина силна што ќе те скроти со раце безгрешниот Ајаков Ахил. Штом му го изрече тоа, го покрила овега смртта. Душата нему му летнала зар од снагата вајд, судбина своја тажејќи што тратила машкост и младост. Потоа светлиот Хектор пред Патрокло думре му рекол: Патрокле, што ми пророкуваш ти сега претежок пораз? Кој знае, дали и Ахил од те да кадрава синот згоден од джилитот мој не ќе ги изгуби побргу векот? Вака велејќи, од раната ги извлече бронзното копје и стапувајќи на грбот со ногата, копјето го одби. Веднаш со копјето овој на кај Автомедонта тргна, кон божествениот слуга на брзиот Ајаков внучко, зашто да го убие пекал, но го извеле брзите коњи бесмртни, што му ги дале боговите дар на Пелеја.